Поштовани добра вечер, вечерва во Став разговарам со господинот Горан Стојковски, Диро, независен кандидат за градоначалник на општина Куманово. Господине Стојковски, добро вечер и ви благодарам што одвоивте време токму на последниот ден од предизборната кампања за гостување во телевизијата. Добро вечер и ви благодарам на поканата. Со оглед на тоа дека немавте буџет за платена политичка програма, мислите ли дека ја постигнавте својата цел во кампањата, да допрете до гласачкото тело и како тоа ве прифати? Вака од првиот ден, кога тргнав на ова наше политичко патување, јас искрено и отворено кажав дека за мене лично е абсурдно, но не и нелогично и неразбирливо, ирационалното однесување на големите партии кон нас, малите независни листи. Едноставно гледајќи ја нивната инфраструктура, финансиска моќ, не ми беше јасно зошто се обидуваат толку да не игнорираат и не држат на страна. Не само што немавме пристап до медиуми, имавме ограничени можности за политичко рекламирање и на самите дебати се виде дека се обидуваат да ни го одземат времето. Значи, на овие дебати слушнавме се, освен решенија. Слушнавме за нивните кумови, побратимци, фамилиарни генези, кој, што и како не направил за овој град, но не слушнавме ни во еден момент што ќе направат за овој град. Видејќи видовме за што се работи, ние најдовме друг начин за пристап до нашите граѓани. Значи, не знам дали можам да кажам дека е ова најдобро што го сработив, ама ќе ви кажам дека е најискрено и најкреативна кампања во последните години во која што ја имам настапувано, односно имам гледано. Значи, влеговме не само во секоја ќоше на наше Куманово, влеговме на секоја урнатина во нашиот град. Направивме герила акции за кои што ќе се зборува и видеоматеријали кои што верувате беа прифатени од цело Куманово. Она што можам да го издвојам од цела ова кампања, јас и тимот на луѓе со мене, секоја вечер имавме само една потврда, дека среќавајќи ги нашите граѓани, видовме дека илја да работи, за кои сме мислеле дека ни се проблем, воопшто не биле проблем. Има едно Куманово кое што живее покрај нас и кое што просто апелира за промена. Не прифатија, не примија и јас очекувам се тоа на што ни го кажа да го реперкуираат на 19 октомври на гласачкото ливче. Кој би бил најголемиот предизвик за советничката група Ред за Куманово и со кого би направиле коалиција за мнозинство во Советот? Вака, најголем предизвик. Прво, морам да дадам кратко објаснување за луѓето на советничката листа на тимот за Ред за Куманово. Тоа се луѓе кои што, верувате, им се смеат на проблемите, кои што од тешкотиите црпат снага. Нивната совест ги оправдува нивните дела и тие стануваат уште похрабри. А во ова е време на храбрите луѓе. Храбри луѓе кои што ќе преземат одговорност да го водат овој град. Најголем предизвик за овие добри луѓе ќе биде тоа што ќе влезат во еден свет грд и суров. Свет во кој што нема договори. Тоа е политичкиот свет. Свет во кој што за принципи и начала се преговара, а моралот е валкан збор. Со кого би правеле коалиција? Нашата програма, верувајте, дека беше од приоритетите што стварно ги имаат граѓаните. Тие приоритети беа забележени на определени прашања, стипулирани во програмите на нашата општина, но никош не беа реализирани. Нашата програма е отворена и ние ќе ја понудиме на сите политички партии. Не знам дали приметувате дека сите го прифатија нашиот слоган. Сите почнаа да зборуваат ред да има у Куманово. Само една работа забораваат. Во Куманово прво мора да има систем. Проблемите во Кочани, децата што ни погинаа, затоа што не функционира системот. И на нив им одговара да не функционира систем за да можат тие да функционират. Секој еден што ќе сака да биде дел од функционирање на систем, ќе биде наш коалицијски партнер. Без разлика дали ќе имаме ние како советничка група мнозинство во Советот или мнозинството ќе го има друга советничка група. Ние нема да инсистираме на председател на Совет.
Едноставно ќе сакаме да бидеме толку транспарентни да мнозинството да го има други советнички групи, кои што ќе ја прифатат нашата програма, ние ќе ги прифатиме нивните идеи, затоа што нели сите велат го сакаме Куманово и сакаме да работиме за Куманово. Ние директно им кажуваме, повелете кој ќе имате мнозинство, заедно да го водиме овој град, но под услов да има систем. Ако немаме систем, не правиме ништо. Ред оди со систем. Значи, ни го зедоа слоганот и мене многу ми е драго, што после години и години им сватија што треба у Куманово. Ред, но ред без систем не функционира. Заедно ќе направиме конечно систем во овој град. Програмски представивте конкретни проекти, според вас реални и остварливи, но дали би го смениле дискурсот доколку влезете во вториот круг? Јас тоа веќе го кажа. Значи, нашата програма произлегува од реални потреби на граѓаните. Не нудиме Потемкинови села, не градиме Ајфелови кули во Куманово. Апсолутно она што е потребно на овој град. Верувате, јас би сакал во 25-та година, од 21 век, зборувам за вештачка интелигенција воведување во нашата општина, дигитализација на процеси во општина Куманово, но ние мора да зборуваме за основни елементи. Како да го исчистиме сметот од нашиот град, како да ни биде функционален сообраќајот, како да ни бидат уредени парковите, како да го вратиме сјајот на градот на спортски план, на план на култура, да бидеме функционални. Така да, апсолутно, на овој план ќе работиме со сите советнички групи и нема потреба да го менуваме дискурсот во вториот круг. И само да ви исправам, нема ако влеземе во вториот круг. Ние сме веќе во втор круг, затоа што ред за Куманово е прифатен од сите граѓани и верувате, некои ќе мислат дека ќе има изненадување на 19 октомври, тоа само во Македонија може да мислат. Ние во Куманово знаеме како гласаме и нема да има никакво изненадување. Ред за Куманово е во втор круг на локалните избори во Куманово. Што представува за вас лично синтагмата победнички кандидат и победничка листа? Нонстоп се слуша во тек на ова изборна кампања победничка листа, победнички кандидати. Јас од првиот ден кажа, на овие избори мора да победи Куманово. На овие избори на 3 ноември ќе имаме само нов градоначалник, но мора да ги задржиме истите другари, да направиме нови пријателства во оваа кампања и да продолжиме да живееме со комшиите како што сме живееле. Не смееме да дозволиме уште една поделба. Доволно сме поделени по сите основи за да се делиме и понатаму. Победник на овие избори мора да биде Куманово, кое што Куманово на вистина умее да функционира на посебен начин. Еве, ќе ви кажам, во сите овие наши средби, со разни таргет групи, значи така ја поделивме целата кампања. Пред некое време ни пристапија 3 девојки и ни кажа вака: никогаш до сега немаме гласан. Вие сте ни инспирација да излеземе да гласаме. Знаете кој е чувство да бидете инспирација за некого? Кој е одговорност? Кој е обврска? Нема да ги разочараме овие луѓе. Верувате. Со кого од понудените кандидати би сакале да влезете во вториот круг и зошто? Ме изненадивте со ова прашање. Еве, со должна почит кон Виолета Арсовска, која што е една прекрасна личност, во втор круг би сакал да бидам со Мирослав Петровиќ. Затоа што јас кажав дека ова наше политичко патување го правиме и поради убавите луѓе кои што го представуваат овој град на планот на културата. Го носат духот на градот, тоа се иновативни, креативни луѓе кои што едва и чекаат да имат шанса за да покажат едно друго Куманово. Кога ќе ги видам сивите ѕидови на нашата општина, каде што ќе најдеме некој мурал, јас гледам дека уметноста и надежда се уште постојат во овој град. Трендо, фала ти што си дел од мене, од нашиот тим, така да мислам дека втор круг кампања со Мирослав би била кампања во која што гледачите ќе можат да слушнат и која представа да погледнат, која книга да прочитаат, која филм да гледаат, односно серија која што би била поучна. И јас во една дебата му кажав на Мирослав дека после ова наше политичко патување мора
да видиме едно дело во негова режија за овој театарски апсурдна политика. Миро моментално, верувајте дека има таков капацитет да биде најдобар политичар помеѓу глумците. Но гледајќи се што се случува околу нас, мислам дека не може да биде најдобар глумец меѓу политичарите. Многу се подобри од другите од него. Што прво би направиле доколку станете градоначалник на општина Куманово? Што прво би направил? Па прво, нели, поради символика би го средиле градскиот часовник. Понатаму, овој градоначалник ќе си воведе работна сабота за него. Затоа што голем дел од нашите граѓани работат од 8 до 4, имаат потреба за средби со градоначалникот, односно работат надвор од Куманово, така да би сакале да се видат со мене и би вовел работна сабота. Понатаму им ветив на луѓето од невладени организации, дека на 3 ноември, додека бидам градоначалник, првата средба ќе биде со нив. Тоа се и хуманитарни невладени организации и тоа ветување ќе го исполнам. Исто така, ќе се направи комплетна ревизија на работа на јавните предпријатија, ќе бидат поставени нови ВД директори во првичниот период, да до распишување на конкурси за нови директори кои што ќе мораат да имаат визија, но ќе мораат да бидат и стручни, и способни, и спремни, за да навистина покажеме дека е време за ред во Куманово и едно поинакво водење на овој град. Овој градоначалник нема да седи во канцеларии, да подпишува одлуки, него ќе биде на терен со граѓаните, со вработените и ќе донесува решение. Господине Стојковски, зошто граѓаните внедела да го дадат гласот за вас како независен кандидат и за кандидатската советничка листа Ред за Куманово? Ова веќе неколку пати го објасни. Затоа што е време да профункционира, односно да почне систем да функционира овдека. Значи ред, знаеме што е, ќе имаме решенија, ќе бидеме експедитивни и ќе имаме дела. Но сето ова да му дадеме една форма, мора да има систем од првиот до последниот. Значи систем кој што ќе биде базиран на доблест. Доблест кој што нема да биде само резултат, него ќе биде вредност и по самото функционирање секојдневно. Значи мора и немаме друга шанса, верувајте. Прави, стручни, луѓе од култура, луѓе од уметност, бизнис заедница со вистински представници, конечно да го преземе овој град и да го работиме заедно. Значи, ние нудиме партнерска можност на сите. Синдикати, невладени организации, хуманитарни организации, бизнис заедница. Нема повеќе градоначалник кој што знае се, има градоначалник кој што сака да работи со сите. Господине Стојковски, ви благодарам уште еднаш за гостувањето. Благодарам. Почитувани гледачи, ви благодарам на вниманието. Пријатна вечер.